Навалицата за злато на светските пазари не стивнува, што деновиве ја качи цената на скапоцениот метал до рекордни над $2750 за унца. Златото поскапе за 30% од почетокот на годинава, а геополитичката неизвестност и светската економија, која се тетерави, само ги тераат инвеститорите се повеќе да бараат сигурност во златото, што може да ја крене неговата цена и до над $3000 до средината на 2025 година, како што прогнозираат аналитичарите. Зголемен интерес за златото се забележува и во Македонија, каде што од пред неколку години може на пазарот да се купи инвестициско злато, освен традиционалното купување злато како накит и јубилејни монети издадени од Народната банка. Владата планира до година да потроши рекордни 823 милиони евра за капитални проекти. Сумата е предвидена со буџетот за 2025 година кој деновиве ќе влезе во собраниска процедура. Парите за капитални инвестиции над 50,6 милиарди денари кои власта планира да ги реализира следната година се за 13% или 6 милиарди денари над сумата предвидена со ребалансот за оваа година. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска при објавувањето на буџетот изјави дека на оваа проекција се темели развојот, а тоа се огледува и од фактот што износот на капиталните расходи е повисок од номиналниот износ на дефицитот. Планот на владата да инвестира над 800 милиони евра во капитални проекти изгледа многу амбициозен ако се земе предвид дека заклучно со 28 октомври, според податоците на веб-страницата на Министерството за финансии, реализирани се само 40,69% или вкупно 295,7 милиони евра. Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп, по навредливата изјава на председателот Џо Бајден за неговите поддржувачи, кој ги нарече ѓубре, синоќа на еден од последните митинзи пред изборите, во Висконсин, одржа говор во флуоресцентен елек каков што носат ѓубреџиите, а на самиот настан допатува со камион за ѓубре. Како ви се допаѓа мојот камион? Тоа е во чест на Камала и Џо Бајден, им рече Трамп на новинарите. На митингот, тој потоа им се обрати на поддржувачите. Морам да почнам со тоа што ќе речам дека 250 милиони американци не се ѓубре, рече тој, осврнувајќи се на изјавата на Џо Бајден, која, како што подоцна се обиде да објасни, била гаф. Шпанија се справува со последиците од поплавите кои ја опустошија земјата во последните 24 часа, пишува во извештај на властите на Валенсија. Локалните власти соопштија дека судската палата во главниот град на регионот, исто така наречена Валенсија, била претворена во привремена мртовечница бидејќи се стравувало дека бројот на жртви ќе расте. Во градот Пајпорта во Валенсија, најмалку 40 луѓе ги загубија животите, од кои 6 се во дом за стари лица. El perro grande está con bozal y no muerde ni nada. No puede morder, pero...